почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, сакам да ја известам јавноста дека сум оневозможен од страна на владата на Република Македонија да раководам со сите ингеренции во Министерството за внатрешни работи во овие исклучително тешки моменти за државата, па според тоа и да одговарам за последиците од вакво свесно креиран хаос во Министерството. Владата на Република Македонија со одлуките создаде услови за извршување на пуч во Министерството за внатрешни работи. За мене од неразјаснети причини не ја испочитува премиерот јасно изразената волја преку оставка која што ја дадов до него за да биде констатирана во собранието од функцијата министер за внатрешни работи. Истата не ја достави, истата не беше констатирана. Од друга страна, на два пати владата ги поништи решенијата врз основа на информација која што беше доставено до владата од неовластен подносител спротивно на законот и ги поништи сите решенија донесени од моја страна и правилници за систематизација. И на тој начин тотално се дерогираше правниот систем и направи целосен хаос во Министерството и во функционирањето по принципот на хиерархијата. И покрај моите укажувања, предупредувања, наредби доставени до директорите и органите во состав на Министерството за внатрешни работи и сите вработени во Министерството да ги почитуваат законите и хиерархијата, владата со последната одлука, донесена во полноќните часови пред распуштањето на парламентот, без и јас како министер да бидам поканет на таа седница, го зададе завршниот удар на правниот систем на Република Македонија и нормалното функционирање во Министерството за внатрешни работи. Замислете, владата со одлука му забрани на министерот за внатрешни работи да подпишува документи, а на тој начин да раководи со органот. Ја не верувам дека постои држава во светот каде што е позната ваква небулозна наредба издадена од највисокиот извршен орган на земјата. Освен што ми забрани да ги извршувам своите со закон утврдени надлежности, владата ги потикна останатите функционери во министерство да ги спроведат овие незаконски одлуки и на тој начин да вршат и кривични дела. Последниве 2 дена директорот на управата за безбедност и контраузнавање и државниот секретар во Министерство за внатрешни работи, надвор од законските надлежности, издават устни наредби на подчинетите за одземање на канцелариите, сменување на брави и исклучување на картици на дел од вработените, чии решенија владата незаконски ги поништи. Покрај одлука на влада, за да се поништи еден поединечен акт, како што е решението со кое што се регулира правото од работен однос, тоа може да се направи единствено со решение, за да можат овие вработени да добијат решение дека треба да ги напуштат работните места и со тоа решение да им се овозможи правна заштита доколку сметаат дека тие тоа треба да го направат. Во овој случај тоа не е сторено. Туку исклучиво преку устни наредби, што директно во ризик ги стават сите вработени кои што се подчинети од нив. И вработените во управа за безбедност и контраузнавање кои што ги исклучувале картиците, кои што ги одземале шифри на овие вработени, и вработените во одделот за организиран криминал, кои што исто така направија вакво незаконско постапување. Според информациите кои што ги имам, државниот секретар во Министерство за внатрешни работи ја превзема улогата за да раководи со Министерство за внатрешни работи. Тоа за мене не представува проблем, меѓутоа законски е неможно. И сигурно ви е јасно дека со тоа се создава безвластие и комплетен хаос. Јас сум министер за внатрешни работи, побарав да бидам разрешен, да ми биде прифатена оставката. Тоа не се случи. Сега дали тоа некој сакал или не, законот кажува дека јас сум се уште министер за внатрешни работи. Затоа не прифаќам никакви палиативни решенија и комбинации на заедничко раководење со Министерството на еден ваков начин кој што се превзема. Меѓутоа со тоа не можам да ја превземам ниту одговорноста за состојбите кои што се случуваат во вакви сензитивни моменти. Веројатно ако државниот секретар или било кој друг од Министерството е задолжен со одлуката на влада да реализира одредени
одлуки да наредува во Министерството да не ја почитува хиерархијата, ќе мора да сноси и одговорност за едно вакво однесување. Благодарам. Волете. Да. Тоа не е апсолутно точно. Министерството за внатрешни работи нема издадено на никого наредба да напушти зграда или да го напушти работното време заради безбедносни причини. Очигледно е дека овде станува збор за груба злоупотреба од страна на ВМРО ДПМН во корис на митингот кој што вчера се организираше и на тој начин им овозможи на вработените да ги напуштат министерствата неоправдано, заради тоа што нема таква одлука и да можат да се приклучат веројатно на митингот. Тоа е моја претпоставка која што најверојатно е така. Јас лично ја контактирав вчера министерката Марта Арцовска за да видам кој ја издал таа наредба, заради тоа што знаете кога имаме вакво во власти или без власти во министерството, може да се очекува дека некој може да каже и таква една работа. Меѓутоа, сакам да кажам дека директорот на Бирото за јавна безбедност си ја водеше вчера целата акција, односно обезбедувањето на двата митинзи и од негова страна сум информиран дека апсолутно таква наредба нема издадено да се напушти ниту една зграда на ниту едно министерство заради безбедносни причини. Тоа уште еднаш укажува на класична злоупотреба на партиските цели во државните институции. Значи во СВР Штип, во СВР Струмица, во одделот за организиран криминал и во управата за безбедност и контраразузнавање. Освен овие што ви ги споменав, на други места, значи, освен во овие кај што ви ги кажам, на други места нема промена на состојбите, туку се постапува редовно. Па видете, јас еве неколку дена веќе си го поставувам тоа истото прашање. Што вие ми го поставувате, верувајте, го поставува сигурно и целата македонска јавност. Јас апсолутно не сакам во ниту еден момент работите кои што треба да ги извршам и кои што се изворно моја надлежност да не ги извршувам се со цел да се загрозува безбедноста на граѓаните на Република Македонија. И правам напори максимални за комуникација се со цел да работите бидат така како што треба да бидат стабилни. Вчера имав после случувањата кои што беа и после мојата издадена наредба, вчера Сабајле, дел од вработените во организиран криминал и дел од вработените во управа за безбедност ме информира дека им е забранет пристап на работните места и дека им е кажано усно дека нема потреба да се почитува наредба на министерот, туку имало некој кој што раководи од страна на владата. Без решение, без никакво упатство. И во тој дел сакав да направам состанок еден на кој што ќе поразговараме отворено за овие прашања. Единствено директорот на Бирото за јавна безбедност се појави на состанокот и разговараме. Додека другите не присуствува на состанокот, со тоа покажува дека откажуваат послушност во делот на хиерархиското работење. Јас тука ќе превземам мерки кои што ми стојат врз основа на законските решенија. Ги спомнав, значи директорот на управата за безбедност и контраразузнавање не беше присутен на состанокот, додека директорот на Бирото за јавна безбедност дојде. Не, немав контакт заради тоа што побарав средба, имал друга работа. Тоа беше одговор.
Значи, во однос на тоа, јас ве информирав дека во Куманово има 3 фалсификувани дипломи, од кои што се 2 началници и 1 главен инспектор. За сите тие направена суспензија од работното место, поведена дисциплинска постапка и поднесена кривична пријава. Како понатаму ќе се постапува во делот на кривичната пријава, останува да тоа го соопшти јавното обвинителство. Во однос на овие суспензии не се поништени решенијата за суспензии. Дали тоа што овде е постапка која што се води по врзоста на кривичниот закон. Законски мерки. Тие што се предвидени во кривичниот законник и во други прописи правни во Република Македонија. Имате други прашања? Видете, значи, ние сме информирани вчера попладне официјално од страна на Интерпол дека ќе биде екстрадиран новинарот Зоран Божиновски. Улогата на Министерството беше да го преземе од граница и да се спроведе до истражниот затвор Скопје, додека сите други прашања во однос на целата оваа поставка мора да ги упатите до Министерството за правда.